За победата над жалоста. Не предавај се на жалоста. Со мрачни мисли не измачувај се. Книга Мудрост Сирахова 30:22. Животот е убав, исполнет со радосни и среќни мигови, но од друга страна никој не е иземен од моменти на жалост и тага. Тоа може да се несреќи, болести, заменување на блиски и пријатели, кое што знае силно да потресе и да остави длабоки лузни во човековата душа. Во такви моменти, природно е да се заплаче, да се жали и да се тагува. Мудриот библиски писател воопшто не вели дека тагата е погрешна, затоа што и тагата и болката се дел од тоа што значи да се биде човек. Но поуката се состои во тоа дека не треба да се дозволи тагата и болката да го преземе нашиот живот. Како да вели, не дозволувај тагата да стане вашиот дом, не биди непријател самиот на себе си. Собери сила да ја победиш тагата и да најдеш мир и спокој. Слично нему црковниот писател Салвијан од Марсеј во еден свој запис ќе порача: сочувствувајте со сопствената душа. Бидете милосрдни кон самите себе си. Ако се трогнувате за другиот, смилувајте се над својата душа. Не предавај се на жалоста. Со мрачни мисли не измачувај се. Книга Мудрост Сирахова 30:22.